Почитувани гледачи, емитуваме регионални вести на телевизија КИС за 11 октомври. Македонија денес го одбележува денот на востанието 11 октомври. Во Тетово празникот беше одбележан со полагање букет и цвеќе пред споменикот на револуцијата во присуство на голем број делегации. На свечен начин и со присуство на голем број делегации, денес во Тетово беше одбележан 11 октомври, денот на народното востание на Македонија. Чествувањето започна со интонирање на македонската химна и со културно-уметничка програма. Одбележувањето продолжи со полагање на свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата од страна на делегации на локалната самоуправа, здруженија, политички партии и ученици. Македонија денес одбележува 77 години од почетокот на антифашистичката војна. 11 октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот слободолюбив народ, проникнати во Карпошовото, Разловечкото, во Кресненското и во Илинденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување, вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Точно на 11 октомври 1941 година Прилепскиот партизански одред Гоце Делчев во близина на Прилеп, во местноста Црвени стени, ја нападна бугарската полициска станица, затворот и ги прекина петете врски, со кој напад е означен почетокот на вооруженото востание во Македонија. Со тоа беше развиено востаничкото знаме, што ќе продолжи да се вее во Куманово и во други места и градови. Се редеа битка по битка, постојано во Македонија никнуваја партизански одреди, вековните идеали на македонскиот народ конечно беа остварени после 4-годишната народно-ослободителна војна, кога на 2 август 1944 година во манастирот Прохор Пчински беше одржано првото заседание на АСНОМ. На ова заседание беа удрени темелите на македонската држава. Оваа година, овој светол историски октомври го прославуваме со гордост и со почит кон неговото значење, кое придонесе денес да се живее во слобода, за која македонскиот народ долго време копнеел. Но мора уште еднаш да се подсетиме дека патот на малата македонска држава е втемелен врз принципите на АСНОМ и дека Македонија мора да опстане на патот започнат со светите идеали на двата Илиндена. Во чест на празникот, Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово денес положи свежо цвеќе на партизанските гробишта, а во текот на оваа недела во соработка со историската секција при Основното училиште Андреа Савески Ќиќиш ги исчистија и уредија партизанските гробишта во Тетово. Општинската организација на Сојуз на борци од Тетово во соработка со историската секција на Основното училиште Андреа Савески Ќиќиш направи напори овој денешен празник и ден да го поминеме во добро расположение и да ги очистиме партизанските гробишта кои беа со израсната трава под прилика и така не се гледа. Ја како председател на Општинската организација, меѓутоа и како наставник по историја, уште еднаш би искажал голема благодарност до историската секција и до учениците за искажаната нивна соработка и помош што нас ни ја дадоа за овој величествен ден. Од Тетовскиот сојуз на борци додаваат дека ваквата соработка со училиштата представува пример како може да се гради и негува историјата на нашите борци и револуционери. Со пригодна манифестација и положување на цвеќе во Гостивар беше одбележан денешниот празник 11 октомври. Во Гостивар со пригодна манифестација беше одбележан 11 октомври, ден на народното востание и ден на борецот. На свеченоста која ја организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци Гостивар, присуствуваа граѓани, ученици, представници од политички партии, здруженија и организации. Исклучителен датум од македонската историја го представува почетокот на заедничкото организирање и масовно вклучување на македонскиот народ во вооруженото востание
во името на повисоките идеали на слободата и правдата, а за конечно создавање на македонска држава. Несомнено, 11. октомври ги постави основите на нашата слобода и независност. Професорот по историја Горан Павловски преку реферат се осврна на историската димензија и значењето на 11. октомври за Македонија. Концепцијата за оружена борба била прифаќана во се пошироки размери. На 2 август 1941 во Битола и други места низ Македонија били организирани линденските демонстрации. Истиот месец скопските диверзантски групи извршиле повеќе успешни диверзии како во рудникот за хром Радуша, аеродромот Петровец и железничката пруга. Проблемите со покраинското раководство биле решени со формирање на нов покраински комитет на КПЈ за Македонија и покраински воен штаб кон средината на септември 1941. Новото раководство веднаш започнало со подготовки за кревање на востание. Новото раководство издаде проглас со кој го повика народот во Македонија на вооружена борба против окупаторот. Во прогласот меѓу другото стоеше: напред, другари, храбро и одлучно во борба, да напишеме нови и светли страници на македонската историја. Земјата која даде еден Илинден, ќе даде и втор. Културно-уметничката програма ја исполнија основците од училиштето Гоце Делчев со песни и рецитации посветени на татковината. Еве ја таа проста земја од воличен камен и сонце. Децата уште не заодени, каде откупуваат лобани по градините. Еве ја таа проста земја од пајажина и од води. Мудро слободата кај што ги запишува селските имиња место икони по црквите. И каде летото како судбина трае до последниот востанат. Еве ја таа проста земја од заморено дишење од молк, из која времето одминува и пак се враќа со неа да го сподели лажното трајање. Еве ја таа проста земја од грчи од чекање, што ги научи звездите да шепотат на македонски, а никој не ја знае. Во матна зора, крај горски пат и кракот лукот, оде громок, а после мир и барутен чад. Седумте борци, паднати в гора, ги носи крвникот в прилеп на плоштад. Чествување на денешниот празник беше организирано и во Гостиварската гимназија. Учениците под водство на своите ментори и професори подготвија пригодна програма со читање на реферат за значењето на празникот, интерпретација на литературни творби и неколку музички изведби. Потоа положија букети цвеќе на споменикот на паднатите борци и на споменикот на народниот херој Чеде Филиповски на плоштадот во Гостивар. Од денес и официјално започна ловната сезона. По тој повод Сдруженијето за лов, риболов и планинарење Љуботен организираше традиционален ловџески ручек во местноста Ќелија кај Тејарце. Официјално започна ловната сезона во Македонија. Од ловечкото друштво Љуботен, кое концесионира со еден од најголемите планински масиви на Шар планина, на потекот врвот Љуботен па се до Непроштенска река, очекуваат успешна ловна сезона. Велат дека дивечот се повеќе го има на овој масив, пред се поради контролата од ловечките друштва. Оваа година ќе имаме добар лов со оглед дека веќе сме склучиле договор за одстрел на одредени животни од со странски партнери и го развиваме ловниот туризам. Исто така, факт е дека присутна е поголем број на дивеч во однос на претходните години, особено свиња, која е присутна во однос на времето пред да се даде концесијата во ептен големи количини и со тоа што ние го запазуваме бројот што ние нас одреден согласно ловостопанската основа и од тој број не отстрелуваме повеќе и не даваме дозволи за отстрел повеќе. Сметам дека ловците се доста дисциплинирани. Јас сум меѓу најстарите ловци тука, негде од 70-та година, кој членува во ловачко друштво Бистрица и бев во управниот одбор 4 години.
Сега моментално ова друштво Љуботен негде што бројот 250 до 300 члена, а поранешното друштво Бисер негде броеме над 750 члена, кои редовни, членарија подмирува следеше редовно. Сега ова друштво сме добри, со оваа група што гледа тука, здружени има лов. Прошла година имаме многу богат улов. А и се надаме со првиот ден нешто падна, ловиме од крупниот дивеч, звано свиња. А веќе на тоа идеме, се дружиме вака, ова нешто не може да заборави. Ова удружение, него кога седнеме на планина горе, кој како ќе заврши ловот, ќе почнеме со тие ловачки обичаи, шилки, ово, например, па не можем да ви го опишем како да е. И сите пожелувам на младиве луѓе да почне на ловци да види што е природа, што е шара. Им се продолжува животот, најмалку може да речем за 20 години, ајде да не речем после. Јас сум више 74 годишен ловец, јоше со младиве одим, ловим, ме влече, здраво е. Нека чувам младиве, па нека размисля што значи природа и шара. Ловџиите истакна и некои недостатоци кои треба да се отстранат, со цел да се воспостави поголема контрола на шумата, а со тој да се намали појавата на криволовството, кој за среќа во последно време бележи намалување. Низ години наназад бројни предности и недостатоци забележиме, што мислам дека Министерството за земјделие, шумарство и стопанство може да ги коригира. Концесиите се прилично високи за слаби ловечки друштва. А не верувам, освен некои професионалци или фирми што имаат ловечки друштва, дека се моćни за да можат да издржат. Ние, како и сами знаете, прибираме членарина и од членарината и отстрелот за дивеч успеваме да ја префрлиме некако годината. Тоа мислам дека треба да размисли Министерството за да направи поприкладни услови за членување во не членување, него да направи поприкладни услови за да може друштвата да обстојуваат и да се развиваат. Да се одвојат гранично за да може да се знае во кој дел кои ловци ќе ловат. Инаку мислим дека веќе све така добро регулирано, све тече нормално, сите ловци ги знаат своите права, ги знаат своите обврски. Инаку ловната сезона официјално започна со лов на дивиот зајак, а ловџиите од ловечкото друштво Љуботен. Ловната сезона официјално е започнаа со дружба и веселба и тетовско тавче Гравче во местноста Келија во Теарце. 9 странски државјанки што работеле како пејачки и танчарки се приведени ноќеска во полиција. Жител на Камењане е уапсен вчера откако бил депортиран од Швајцарија во Македонија, следува полицискиот билтен. Ноќеска во периодот од 22 часот до 2 часот по полноќ полициски службеници од СВР Тетово извршиле акциска контрола во угостителски објект во село Горно Седларце, лоциран покрај автопатот Тетово Гостивар, собственост на 42 годишен тетовец, соопшти Министерството за внатрешни работи. При тоа во објектот биле затекнати 10 девојки, 5 од Република Албанија и 5 од Република Македонија, кои ги забавувале гостите. Странските државјанки биле приведени во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Во периодот од 50 минути по полноќ до 2 часот рано утрово, полициски службеници на СВР Тетово извршиле акциска контрола во угостителски објект во Тетово, лоциран покрај регионалниот пат Тетово-Желино, собственост на 46 годишен тетовец, соопшти МВР. При тоа во објектот биле затекнати 6 девојки, 4 од Република Србија и 2 од Република Македонија, кои ги забавувале гостите. Странските државјанки биле приведени во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи вчера во 13 часот и 40 минути на граничен премин аеродром Скопје, како депортирано лице од Швајцарија, пристигнал 36 годишен жител на Тетовско Камењане. При проверката било констатирано дека лицето се наоѓа на листата со мерка АПСИ за сторено кривично дело неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи. Во 16 часот и 50 минути лицето било предадено на полициски службеници од СВР Скопје за спроведување до казнено-поправната установа затвор Тетово.
Планинарење по милениумската патека во недела на 14 октомври организира планинарскиот клуб Јелак од Тетово во соработка со Македонската православна црква и Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи. Настанот е по повод 1000 годишнината од формирањето на Охридската архиепископија. Патеката е ново изградена, маркирана и обележана од страна на пленарскиот клуб Јелак и тргнува од село Блаце, кај што треба да ги поврзе 8-те православни цркви на тој регион на Сува Гора. Патеката почнува, трга планинарите од црквата Света Тројца во село Блаце и зборно ќе ги помине црквите во Стенче и Волковија. Завршницата ќе биде во црквата Света Мина во селото Волковија, така да планинарите планираме некаде околу 13 часот да бидеме во селото Волковија, кај што Православната црква организира ручек планинарски, познато Тетовското гравче. Инаку, планинарите тргаат од Тетово пред културниот дом во недела, како што реков, во 8 часот, со организиран превоз до село Блаце и исто така организиран превоз од Волковија кон Тетово. Тргањето во село Блаце е во 9 часот од црквата Света Тројца, познато како Вилинската вода. Оваа прилика ја користам да ги поканам сите добронамерни граѓани на Тетово и околијата, сите планинарски друштва да присуствуваат на оваа значајна за нас православците манифестација, бидејќи една се одржува, ова е 1000 години од Охридската архиепископија. Многу убав предел е, овој дел на Сува Гора многу ретко го користат планинарите и граѓаните, така да има многу убав видик и што е многу значајно покрај овие православни убави цркви, ќе се посети и ранохристијанската базилика, која вака како информација датира уште од 4 век, Нема загинато ниту еден од патниците во тешката сообраќајна несреќа помеѓу македонскиот автобус и камион на автопатот Линц во Австрија, што утринава се случи околу 6 часот. Од Македонското министерство за надворешни работи потврдуваат дека во автобусот имало 18 македонски државјани, од нив 2 биле со потешки телесни повреди, но надвор од животна опасност, а 6 патници се полесно повредени. Според австријските медиуми, сите повредени се згрижени во болница. По судирот на двете возила на камионот натоварен со дрва му се превртела кабината, а возачот останал заробен. На местото пристигнале спасувачките екипи и тешко повредениот возач бил пренесен со хеликоптер во болница. За сега се уште нема потврда за која туристичка агенција станува збор. Подарок, пропаганда, пациент, хармонија, дизајн и базни станици се имињата на 6 нови истраги што ги отвори специјалното јавно обвинителство, информирајќи ја јавноста за тоа преку соопштение на веб страницата на институцијата. Со истрагата се офатени и лица за кои СЈО веќе има неколку обвиненија, Никола Груевски и Миле Јанакиевски, но за прв пат под истрага се наоѓа и поранешниот министер за финансии Зоран Ставревски во истрагата Подарок, која се однесува на затворањето на рускиот клириншки долг кон Македонија, како и вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи во истрагата Пациент за јавни набавки во повеќе јавни здравствени установи. Под истрага е генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев во предметот дизајн за набавка на 202 двокатни автобуси, како и Жарко Луковски, поранешен главен извршен директор на Т-Мобиле, за легализација на диво поставени базни станици со кој буџетот бил уштетен за 1.568.828 денари. Како што соопшти специјалното јавно обвинителство, станува збор за основано сомнение дека во овие случаи е предизвикана финансиска штета на буџетот од речиси 80 милиони евра.
Шпански спасувачи понатаму трагаат по 5-годишното момче и пар од Германија кои се водат како исчезнати во поплавите кои однеле најмалку 10 животи во Мајорка. Последната позната информација за германците е дека телефонски ги контактирале пријателите и им рекле дека се заробени во возило, изјавил германскиот конзул Сабин Ламерс. Припадниците на цивилната заштита соопштиле дека вчера го пронашле телото на мајката на момчето. Мајката наводно успеала да ја излече 7-годишната ќерка од автомобилот, но таа и незиниот син не успеале да се спасат. Во најмалку 3 града вчера беа затворени училиштата, а над 100 луѓе се евакуирани. Пратениците вчера ја започнаа седницата со едноминутно молчење. Рафаел Надал вчера им помагаше на мештаните во Мајорка, чии имоти беа уништени од големото невреме што го зафати регионот. Ураганот Мајкл ги однесе првите жртви на Флорида, а над 400.000 приватни домови и бизнис простории во сојузната држава Флорида, Џорџија и Алабама останаа без струја, откако невремето го погоди северозападниот дел од Флорида, познат како Пенхендел. Првата жртва на Мајкл на Флорида била маж врз кого паднало стебло кое го пробило покривот на неговата куќа. Потврди портпаролката на шерифот на округот Гадзен на сојузната американска држава, а пренесува Ројтерс. Втората жртва, јавува CNN, е момче од сојузната држава Џорџија, врз кое исто така паднало дрво како последица на силните ветришта. Ураганот Мајкл досега на својот пат уби вкупно 15 луѓе, 2 од Флорида, 6 од Хондурас, 4 од Никарагва и 3 од Ел Салвадор. Мајкл би можел да предизвика прекин во снабдувањето со електрична енергија од 100 до 200.000 нивни клиенти на Флорида, проценувајќи дека обновувањето на инфраструктурата би можело да потрае подолго од една недела. Мајкл е најжестоката бура која погодила Флорида во повеќе од 80 години, а преминувајќи во централна Џорџија ослабена тропска бура, соопшти денес Американскиот национален центар за урагани. Во моментов лоцира јужно-југозападно од Макон во Џорџија со ветришта со максимална брзина од 115 км на час. Мајкл до утре би требало да стане посттропски циклон. Турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган изврши притисок врз Саудиска Арабија да објави фотографии кои го докажуваат тврдењето на Ријад дека новинарот Џамал Хашоги жив го напуштил саудискиот конзулат во Истанбул, објавуваа денеска медиумите. Хашоги, кој беше критичар кон саудиската монархија, на 2 октомври исчезна откако го посетил конзулатот за да ги заврши документите потребни за да се ожени со неговата турска свршеница. Турските власти соопштуваат оти веруваат дека тој бил убиен внатре во конзулатот. Саудиска Арабија ги отфрла тврдењата како неосновани и тврди дека новинарот ја напуштил зградата безбедно. Саудискиот конзулат соопшти дека камерите не работеле на денот кога Хашоги исчезнал. Американскиот астронаут Ник Хейк и рускиот космонаут Алексеј Овчинин денес успешно слетаа во Казахстан, откако нивната ракета Сојуз имаше дефект набрзо по лансирањето. Руската вселенска ракета Сојуз откажа по полетувањето од космодромот Бајконур и двајцата астронаути со капсула со падобран се спуштија некаде во регионот на Казахстан, јавија руските медиуми. Сојуз требаше да ги превезе американскиот астронаут и рускиот космонаут до меѓународната вселенска станица, но според првичните информации имало дефект на моторите на ракетата. Според руската државна агенција ТАСС, екипажот на Сојуз е безбеден, со нив е воспоставен контакт и спасувачките екипи се во потрага по местото на приземјување на капсулата. Денес имавме сончево време. Утринската температура се движеше од 0 до 9 степени, а дневната во интервал од 17 до 21 степен. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен североисточен ветер. Утринската температура ќе се движи од 1 до 10 степени, а дневната од 17 до 21 степен.
Тука е крајот на денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.